Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Во Тетовско Теново пуштена во употреба фотоволтаична централа. Во гостиварската болница секојдневно доаѓаат граѓани кои сакаат да даруваат крвна плазма за лекување на други заболени. 22 април, ден на планетата Земја. Пораки за зачувување на животната средина. Во Тетовското село Теново денес започна со работа фотоволтаична централа на компанијата Енерго Ер Груп. На пуштањето во употреба присуствуваа премиерот Зоран Заев, министерот за економија Крешник Бектеши и министерот за животна средина Насер Нуредини. Денеска беше пуштена во употреба втората фотоволтаична централа на компанијата Енерго Ер Груп во Тетовското село Теново, како дел од троделен парк кој би ја задоволил потрошувачката на електрична енергија за околу 450 домаќинства. Ова е четврта ваква централа изградена на приватно земјиште во нашата држава, а ќе бидат изградени повеќе од 10. Ова централа е дел од троделниот фотоволтаичен парк со вкупно електроинсталирана моќност од 2200 киловат часови, при што се вградени 6170 фотоволтаични панели со различен капацитет и 3 трафостаници. Првата централа со инсталирана моќност од 600 киловати веќе работи повеќе години, а третата централа со капацитет од 400 киловат часови е изградена и подготвена за технички преглед. Со ова покажуваме дека ги потикнуваме сите инвестиции во делот на обновливи извори за енергија, го зголемуваме капацитетот за производство на електрична енергија домашно и секако дека го намалуваме зависноста од увоз на електрична енергија. Но нема да застанеме само тука, и преку нашите јавни предпријатија, преку акционерските друштва кои се во државна собственост, но и преку Законот за стратешки инвестиции, веќе сме во финални преговори за дополнителни капацитети кои ќе надминат над 300 мегавати инсталиран капацитет во нашата држава само од фотонапонските централи. На пуштањето во употреба на фотоволтаичната централа беше истакнато значењето на обновливите извори на енергија токму на денот на планетата Земја. Фактот што денеска сме на отворење на фотонапонска централа на 22 април, денот на планетата Земја, ја испраќа вистинската порака за тоа како треба да се грижиме за нашата планета. Оваа централа, која е обновлив извор на енергија, изградена како дел од повикот на Министерството за економија, на приватно земјиште, од приватен инвеститор, е практичен пример на конкретно остварување на политиките на нашата влада за одржлив развој и здрава животна средина. И навистина представува уникатен пример на реализација на успешно спроведен проект по пат на премиуми, кој што штеди државата многу средства, носи профит и приход за самиот инвеститор, ја зголемува атмосферата, односно го дига имиџот на општина Брвеница, но и на Република Северна Македонија, се имплементира на земјиште кое што не е употребливо за земјоделски култури или за обработка и навистина дава придонес во недостатокот на електрична енергија во нашата земја. Вкупната вредност за изградба на овој парк изнесува 1,6 милиони евра. Буџетот на државата е финансиски ликвиден, така што има средства и за шестиот пакет економски мерки за помош на граѓаните и фирмите, рече председателот на владата Зоран Заев одговарајќи на новинарско прашање. Тој порача граѓаните да продолжат да ги почитуваат мерките за заштита од ширење на коронавирусот. Државата е финансиски ликвидна и стабилна. Ликвидноста се оценува пред се од редовноста на приходите. Приходите во државата редовно се наплаќаат и се зголемени, ќе кажам колку се зголемени и во текот на март и во текот на април, барем досега, но доаѓаат секако
и од обезбедените кредитни линии кои што ги имаме, односно знаете дека набавивме пари преку продажба на евроврзница со 1,625% од 700 милиони евра кои што стојат на располагање. 500 некаде во јуни враќаме стара врзница, другица токму за покривање на буџетските потреби. Исто така и од домашниот пазар обезбедивме 100 милиони во редовните планови, ништо надвор од тоа што е било планирано, затоа што бројките се поклопуваат согласно планот и буџетот преку 100 милиони евра на 1,625 на многу ефтини каматни стапки. И еден дел ги користиме парите да исплатиме големи кредити со високи каматни стапки, кој што прави заштеда од некои 18-20 милиони евра годишно заради разликата во каматните стапки. Така да, транспарентно, отворено, зборувам дека државата ја извршува својата функција и тука е да им се најде на граѓаните, на работниците, на компаниите и никогаш нема да имаме резерва да го заштитиме здравието на нашето население без разлика колку тоа ќе го чини буџетот. Тоа го направивме, гледате во предвечерието на големите празници и Великденскиот и Рамазан Бајрам, се со конечна цел да паѓаат бројките. И овде ќе дадам порака на задоволство од почитувањето на мерките, но и порака на продолжување на почитување на мерките. Хуманоста како највисока човечка вредност се негува во Гостивар. Во службата за трансфузиологија во Гостиварската болница секојдневно доаѓаат граѓани оздравени од ковид кои сакаат да даруваат крвна плазма за лекување и на другите заболени. Во време кога човештвото трпи силни удари од пандемија, а борби за живот се водат секојдневно, хуманоста е повеќе од потребна. Гостиварци потврдуваат дека ги негуваат хуманите вредности и секогаш се подготвени да помогнат каде што треба. Во службата за трансфузиологија во Гостиварската болница секојдневно доаѓаат граѓани оздравени од ковид кои сакаат да даруваат крвна плазма, што се користи за лекување на други заболени. Третманот со конвалесцентната плазма се покажува како ефикасен кај ковид болните со посериозна клиничка слика и затоа потребите се големи. За конвалесцентна плазма многу пациенти имат потреба за ова плазма. Во Гостивар имаме пациенти, имаме луѓе, имаме крводарители што су прележели ковидот и доаѓа да даруваат. Потребата е уште поголема. Имаме ден што до 5 до 6 доаѓаат, па имаме ден од 20, ево во моментот сега вие кога, ево 20 се. Значи имаме крводарители што го поминале ковидот, има такви интерес за дарување на конвалесцентна плазма. За едно лице да може да дарува плазма, неопходно е да поминат најмалку 28 дена на комплетно оздравување од ковид, како и да не боледува од други болести. Треба да биде на возраст од 18 до 60 години, со телесна тежина поголема од 55 килограми. Доктор Елези нагласува дека многу е важно дарителот да има развиено соодветна концентрација на антитела во организмот. Условите за дарување на конвалесцентна плазма су пациентот прво да биде здрав, значи го прележел ковидот, треба да поминува 28 до 30 дена и да не боледува од други болести. Ние сме доктори што треба да ги видиме тие работи, зашто не може секој крводарител што бил под ковид и да дарува конвалесцентна плазма, не може секој да дарува. Ние треба да провериме дали тој пациент има антитела за конвалесцентна плазма. Многу е важно тоа. Значи, тој бројот концентриран на антитела треба да биде во тие параметри што има потреба за тој пациент што ќе го зема. Крвната плазма се врзува за вирусот во организмот на болниот, го намалува неговото дејство, а со тоа и прогресијата на болеста. Вако вид на терапија за прв пат бил воведен пред 1 век за време на светската пандемија на шпански грип. Во борбата против ковид денес се користи речиси во сите земји.
Не е исклучена можноста вакцината против COVID-19 да биде сезонска, рече министерот за здравство Венко Филипче. Тој истакна и дека ќе се смени сликата за состојбата со вирусот во земјава откако ќе се почне со масовна вакцинација по пристигнувањето на кинеските вакцини. Можеби ќе биде потребна и трета ревакцинација против COVID-19 или вакцината ќе стане сезонска. Не може да знаеме како точно ќе се одвива пандемијата, истакна министерот за здравство Венко Филипче во синоќешното гостување во телевизија Сител. Во однос на граѓаните кои во голем број се упатија во Србија во изминатиот период за да примат вакцина од AstraZeneca, министерот истакна дека дел од нив кои повторно сакаат ревакцинација со истата ќе мора тоа да го сторат во Србија, оти во земјава не се аплицира таа вакцина на лица помлади од 60 години. Се уште не може да бидеме сигурни како ќе се одвива пандемијата и како ќе се одвива вирусот, дали ќе има некои други дополнителни мутации, дали тие ќе сменат сликата на епидемијата дури и после вакцинацијата и можноста да оваа вакцина стане сезонска апсолутно не е исклучена. Можеби ќе биде како поединечна, може да биде дел од некоја поливалентна вакцина, меѓутоа останува да видиме како ќе се одвива пандемијата. Ние засега кај нас нема да дадеме вакцината на AstraZeneca кај помлади лица од 60 години. Зошто? Заради тоа што сепак има една мала бројка на тромботични ситуации кои што се предизвикани посебно кај помлади луѓе и сметаме дека треба да бидеме внимателни. Се уште нема препорака јасна, иако има некои најави, дали тие лица кои што се помлади од 60 години, а примиле прва доза од вакцината AstraZeneca, може би треба да примат како втора доза некоја друга вакцина. И тука во рамките на тие препораки кои што ќе излезат од валидните институции, национални агенции на развиени европски земји или ќе биде тоа Европската агенција за лекови, ќе се движат и нашите препораки. Филипче истакна дека пристигнувањето на кинеските вакцини во земјава ќе смени сликата за состојбата со вирусот и процесот на вакцинација во целост. Прво, кинеската вакцина, која што очекуваме според најавите да стигне околу 28 април, тоа се 200.000 дози наеднаш. Сериозна бројка. И тоа е нешто што точно знаеме како ќе се подели, како ќе се дистрибуира и кој ќе биде начинот на регрутирање на луѓето кои што граѓаните кои што треба да се вакцинираат и како ќе се спроведува процесот на имунизација. Капацитетот е некаде околу 10.000, не калкулирајќи ги при тоа овие сега спортски сали кои што ги спремаме во неколку градови кои што треба да бидат спремни до крајот на оваа недела. А тоа се спортски сали во Куманово, во Штип, во Кавадарци, понатаму Тетово, Охрид и Битола, каде што по истиот принцип на тоа што се случува во салата Борис Трајковски, вработените или дел од вработените во здравствените домови и центрите за јавно здравје на повеќе пунктови отколку што тоа го дозволува моменталната конфигурација на здравствените домови, ќе може да вакцинираат поголема бројка на граѓани. Ситуацијата се смирува. Епидемиолошката крива спласнува. Практично е парабола еднаква или скоро еднаква на она што беше епидемиолошка крива во месец ноември и декември лани. Тоа го гледаме по бројот на новодиагностицирани случаи, веќе повеќе денови поред се намалуваат. Но го гледаме и по тоа што спласнува притисокот кон болниците, иако не се целосно ослободени голем број на оделенија, кои што беа дополнително ангажирани да третираат ковид пациенти не само во Скопје, туку и во болниците ширум државата. Зошто? Заради тоа што веќе има голема бројка на диагностицирани пациенти кои согласно карактеристиките на овој брана, тоа е дека влошувањата настапува нешто покасно во текот на болеста, но и дека има нешто потешка клиничка слика и дека процентот на хоспитализација споредено со бројот со процентот лани е поголем, 12 до 13 наспроти 7, сепак има собрано бројка една соодветна на граѓани пациенти кои што може и во следниот период да побараат болничка нега, што значи дека циклусот на ослободување
на болничките капацитети доаѓа 2 до 3 недели после намалувањето на бројките. Министерот за здравство Венко Филипче дополнително информираше дека ќе биде потребен сертификат за вакцинација или негативен PCR тест за патување во Грција. Според него, нашата држава веќе има изготвено сертификат по насоки на Европската унија со посебен код кој ќе послужи на граѓаните да патуваат во Грција, откако тамошните власти ќе донесат и официјална одлука за тоа. Дваесет и втори април се одбележува како светски ден на планетата Земја. Во последните години многу се дискутира за состојбата во која животната средина и заканите со кои се соочуваме, но и ќе се соочиме во иднина како човештво. Истите пораки за заштита на животната средина важат и на локално ниво. Со многубројни кампањи посветени на заштита на животната средина, денеска се одбележува Светскиот ден на планетата Земја. Во овие кампањи активно учествуваат речиси сите земји низ светот и годинава се потенцира истата цел – зачувување на природните ресурси кои земјата ни ги нуди. Многу копнени површини, но и океаните веќе се претворени во депонии. На локално ниво пак, Тетово и регионот се места кои често се на листата на најзагадени локации. Еколошките активисти по повод 22 април порачуваат дека многу треба да се работи за да се санира штетата која е нанесена на природата. Моментално многу моменти се случуваат во планетата Земја, почнувајќи од глобалното затоплување, па климатските промени и тоа што можеби е крајно пандемијата COVID-19. Но сето ова на еден начин ни дава како екологисти, како луѓе да седнеме и да рефлектираме што се случува со планетата Земја. Токму ова ситуација влијае да можеби човекот да размислува и да го цени повеќе природата и природните ресурси што постојат во планетата Земја. Знаеме дека има намалување на употреба на воглавно во економијата, но со ова зголемен број на употреба на сите ресурси или природни ресурси што ги имаме во заштитените подрачја, токму и ние како пријатели на Шара платформа се залагаме за зголемување на просториите на заштитени подрачја не само во државата, туку и како во глобално. И според ова мислиме дека пандемијата на еден начин можеби влијаеше негативно, но на еден начин можеби влијае и позитивно да размислиме и да се грижиме што повеќе за сите овие природни ресурси што ги имаме во планетата Земја. Екологистите велат дека заради пандемијата нема многу можност за реализирање на активности, но се обидуваат преку онлайн светот да ги испраќаат пораките и да влијаат на свеста кај луѓето за зачувување и заштита на природата. Сите читатели од Тетово и околината денес имаа можност да ја посетат така наречената книжарница на Тркала. Книжарницата беше отворена од 10 до 19 часот, а лоцирана пред библиотеката Кочо Рацин во Тетово. Новата подвижна книжарница на издавачката куќа Антолог денеска е во посета на Тетово. Книжарницата е лоцирана пред националната установа библиотека Кочо Рацин, а истата за љубителите на пишаниот збор ќе биде достапна денеска до 19 часот. Целта на овој концепт е да се доближат изданијата на оваа издавачка куќа до читателите ширум Македонија. Концептот книжарница на Тркала на Антолог е прилично нов концепт, иако идејата датира од малце поодамна, значи идејата со тек на време си се реализираше и дојдовме до еден готов производ што изгледа вака, книжарница на Тркала, каде што ги промовираме нашите најнови изданија и целта на оваа книжарница всушност е нашите најнови изданија да ги доближиме што повеќе до читателската публика, која што верувам дека тука има во голем број. На читателите во склоп на подвижната книжарница достапен има голем избор на книги, меѓу кои трилери, мистерии, романси, но и книги од други жанрови, а голема е побарувачката за книги кај тетовци од оваа иновативна книжарница. Така, значи ние имаме најразлични жанрови, ги имаме, може да кажам, сите жанрови. Тука се застапени крими романите, трилерите, мистериите, морам да кажам дека тие се едни од најбараните книги. Потоа имаме љубовни романси, имаме историски драми, имаме мотивацијски книги и најважното, на што најмногу сакаме да ставиме акцент во последно време е литературата за деца, односно книгите за деца за сите возрасти на деца.
Тука не идовме на доста голем интерес, уште, значи само што дојдовме веќе знаја, не очекуваа дека ќе дојдеме, има побарувачка за книги се уште голема. Мене многу ми е мило што е тоа така, титовци дефинитивно читаат книги. Подвижната книжарница на Антолок почна со работа на 17 март, а досега има посетено повеќе градови низ Македонија. Во емисијата Приказни од Гостивар на телевизија Кисименада вечерва гостува Среќко Ѓорѓиевски, познат фризер и мејкап артист. Ќе зборува за своите почетоци, патот на градење на кариерата, ќе даде по некој совет за убавина, ќе се потсети на моментите кога застанал на сцена рамо до рамо со својот идол. Емисијата се емитува со почеток во 21 часот. Најчесто ги слушам оние приказни кога од мали се занимаваат децата и ги интересира она што подосна го работат, конкретно јас да се занимавам со правење на фризури и шминка. Во мојот случај не беше така. Значи ја бев едно дете кој сакаше да се игра со количиња, да прави и со електроника да се бави. Меѓутоа и покрај сето тоа многу сакав да цртам и правев разни работи, ги шкртав ѕидовите, сликав, правев макети од хартија. Мислам дека креативноста секогаш била во мене. Значи да бидам креативен. А за да бидам она што сум денес, пресудно беше можеби еден момент во животот кога јас требаше да одлучувам што ќе бидам. Секако најголема поддршка ми беше мојот татко, затоа што во тоа време беше малку како некое табу да се биде машко па да биде женски фризер, меѓутоа тој беше еден голем визионер. И мислам дека неговото беше она пресудно што тој мене ме однесе да студирам, да учам за оваа професија со која денес се бавам, а јас се пронајдов тука, значи мојата креативност ја пронајдов во работата, така да си ја сакам работата, постоеше надоградување после тоа. Лишени од слобода две лица кои што превезувале огревни дрва без дозвола. Во изминатите 3 дена Тетовската пајак служба подигнала 32 погрешно паркирани возила. Следуваат деталите од билтенот на СВР Тетово. Во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски на вкупно 58 лица, 22 од Тетово и 36 од Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-Гостиварското подрачје на 23 лица од Тетово и 2 лица од Гостивар, изготвени им се нови решенија за изолација од Државен санитарен инспекторат, а контроли им биле извршени на 561 лица од Тетово и 351 лица од Гостивар, со вакви решенија и при тоа не биле констатирани непочитувања на истите. Во периодот од 20 часот на 21 април до 5 часот на 22 април на подрачјето на СВР Тетово не се регистрирани прекршувања на полицискиот час. Вчера околу 18 часот и 15 минути во Гостиварско Здуње, полициски службеници од Оделението за внатрешни работи Гостивар лишиле од слобода 32 годишник од Гостиварски Дув и 15 годишник од Гостиварско Орчуше, кои во патничко возило без регистарски ознаки превезувале огревни дрва без потребните документи. Возилото и дрвата предадени се на шумска полиција за натамошна постапка. Двете лица се задржани во полициската станица Гостивар за расчистување и документирање на случајот и ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци. Изминатите 3 дена од оваа недела во рамките на континуираните активности за поголем ред и безбедност со паркирањето во Тетово, што ги презема секторот за внатрешни работи Тетово, од Тетовската пајак служба вкупно биле подигнати 32 непрописно паркирани возила. Претежно станува збор за возила кои го попречувале нормалното движење на другите учесници во сообраќајот, а кои биле оставени во зона на крстосница, во така наречени двојни редови или на други недозволени места. На сите им се изготвени поднесоци и ќе се соочат со парични глоби од 45 до 180 евра во денарска противредност, а ќе треба да платат и на доместок за пренесувањето на возилата. Ваквите активности продолжуваат и во наредниот период. Кошаркарите на Тетекс доживеа убедлив пораст на првиот надпревар од разигрувањето за пласман во првата кошаркарска лига на Македонија.
Екипата на Тетекс има почетна негатива од 0:1 во разигрувањето за пласман во првата кошаркарска лига на Македонија. Откако загуби на гостински терен во Скопје од екипата на Ангели со 97:53. Скопската екипа фаворитската улога ја демонстрираше уште на стартот од надпреварот и на полувремето замина со пренос од 46:26. Највисоката предност на домашните беше 44 поени, колку што изнесуваше и разликата на крајот од надпреварот. Екипата на Ангели го освои второто место во источната група, додека Тетекс беше на третата позиција во групата Запад. Вториот надпревар од полуфиналната серија планирана да се одигра во сабота во 16 часот во Тетово, но одигрувањето на овој надпревар е под знак прашалник со оглед на новите правила за задолжително тестирање на сите играчи пред секој надпревар. Од таа причина Кошаркарската федерација на Македонија го одложи надпреварот помеѓу Партизан и Шкупи во оваа конкуренција, сите надпревари од женската прва лига, како и сите надпревари во младинските категории. Оваа пракса ја следеше и Фудбалската федерација на Македонија, која ги одложи сите надпревари од третата и четвртата лига, женската фудбалска конкуренција, како и сите надпревари во младинските категории. За викендов сигурно е дека ќе се одиграат надпреварите од првата и втората фудбалска лига, со оглед на тоа дека Фудбалската федерација на Македонија ќе ги покрие трошоците за ПЦР тестови за ова коло, но останува нејасно како ќе продолжи првенството доколку трошоците за тестирање паднат на товар на екипите. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.